Министерот за образование Јетон Шакири станал доцент на Универзитетот во Струга без нострифицирана диплома, тврди поранешниот просветен инспектор Ѓорги Илиевски. Тој вели дека на Струшкиот универзитет постои организирана корупција за која сите институции се алармирани, но со години никој не презема ништо. Актуелниот министер за образование и наука Јетон Шакири, кој што докторира на Тиранскиот универзитет на економски науки, без да му биде нострифицирана докторската во Република Македонија, во Министерството за образование и наука, кај што сега е, го именуваат во наставно-научно звање доцент, што е организиран образовен криминал кој што постои. Министерот Шакири не може конкретно да одговори што се случи со аферата за корупција на Струшкиот факултет, бидејќи поминале години, а новинарите ги препрати одговори да бараат на друго место. Не можеме да коментираме ситуација која што вие образложувате за повеќе од 4 или 5 години. Сигурно јас и на вас ви се обраќам да се обратите во институцијата и сум сигурен дека ќе добивате одговор на тоа како е завршена таа постапка во тој период. Како и министерот, така и вице-премиерката за добро владење Славица Грковска не се сеќава што се случуваше со аферата за корупција на Универзитетот во Струга, но се пофали дека побарала одговор од Државниот просветен инспекторат за синот на Талат Џафери, но одговор нема. Не можам да го коментирам случајот за 2018 заради тоа што сум само една година во владата и сега не можам ни да се пристатам во моментот за тој случај. Меѓутоа сакам да ви кажам за активноста што ја превземавме по отварањето на случајот за господин Џафери, кој што беше апликант на Академијата за суди и обвинители. Министерот Шакири и вице-премиерката Грковска еден до друг беа дел од тркалезна маса на која се зборуваше за корупцијата во образованието. Иако ниту едниот, ниту другиот немаат одговор како јавноста и младите да веруваат во владината борба против корупцијата во образовниот систем, сепак и двајцата го имаат истиот став. Образование без корупција било предуслов за напредок на Македонија, ама борбата била тешка и никогаш не се искоренувала до крај.